Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Не само по своето славно минато со златни букви испишано во македонската историја, не само како роден град на нашата музичка легенда Тоше Проески. Крушево полека, но сигурно станува и светска дестинација на авантуристичкиот активен туризам. Крушево е единствен град во Македонија кој лежи целосно на над 1000 метри надморска височина, а неговите највисоки делови достигнуваат речиси до 1300 метри. Неговата околина од природата дарувана нуди адреналински височини, привлекувајќи ги од целиот свет љубителите на авантуристичкиот туризам, параглайдерство, змаерство, планински велосипедизам. Во изминатите години Крушево станува дестинација за активен туризам повеќе, така што општината се насочи токму на тоа да работи тој дел од туризмот во тој дел од туризмот да инвестира со цел да се обезбедат повеќе содржини, да се подготви на туристичка инфраструктура која што ќе привлечи повеќе туристи од тој тип на туризам. Бидејќи спомнавте екстремни спортови, нели тука се одржуваат многу надпревари меѓународни во параглайдинг и змајарство. Ние го имаме по летиштето Мечкин Камен, кај што се наоѓаме сега, кое што според природните услови е едно од подобрите во светот, но изминативе години ние и инфраструктурно го уредуваме со цел да обезбедиме одржување на многу надпревари, но исто така и услови за параглайдеристи, спортисти од овој тип кои што би дошле тука од целиот свет на рекреативен и активен одмор. Ова полетувалиште на Мечкин Камен беше реконструирано во 2018 во 2 наврати, се со цел да се одговори на потребите на големите надпреварувања, европски и светски. Сега имаме двојно поголемо полетиште од претходно што имавме со нова вештачка трева и со самото тоа полетиштето од една страна е побезбедно и ги исполнува стандардите кои што ги бараат светските и европските надпревари во параглайдинг и змајарство. Тука, на ова место, во 2023 година, ќе се одржи светското првенство по параглайдерство. Требаше оваа година, меѓутоа беше одложено. Сепак, Крушево останува домакин. Во 2019 година се одржа светското првенство по змајарство и светско првенство во параглайдерство. Со исклучок на 2020 година, поради коронакризата, тука се организираат по 7 до 8 меѓународни надпревари во параглайдерство, Крушево Озон Опен, во кој се вклучени надпреварувачи од Европа и светот. На само неколку метри од полетувалиштето Мечкин Камен, општината гради објект кој треба да биде куќа, дом на параглайдерството и змајарството. Објектот кој што се гради позади нас е финансиран од владата на Република Северна Македонија, одделени се 4 милиони денари за истиот проект. Овој објект е во насока на задоволување на барањата и потребите од параглайдеристите и организаторите на многуте меѓународни надпревари. Истиот ќе ги задоволува основните потреби, барања нивни како што кажав, односно ќе вклучува посебен простор кој што ќе биде како канцелариски простор за состаноци, потоа простор каде што ќе можат параглайдеристите да остават својата опрема, исто така има одреден простор за одмор, релаксација каде што ќе можат да се напијат пијалоци, нели оние основни потреби како тоалети и слично. Овој објект, како што кажав, доаѓа во вистинско време затоа што се подготвуваме за светското првенство во змајарство 2023 година, но исто така голем дел од параглайдинг и надпреварите во змајарство кои што секоја година со исклучок на 2020 се одржуваат во Крушево, така што овој објект придонесува за дополнително опремување и подобрување на условите за параглайдинг во Крушево и на самото полетиште на Мечкин Камен и исполнување на оние стандарди кои што се бараат во светски рамки. Нашето полетиште нели по природните услови едно од најдобрите во светот и затоа ние преку изградба на оваа инфраструктура се трудиме да унапредиме овој дел. Во непосредна близина на објектот што се гради се наоѓа и второто полетувалиште, кое што како што велат крушевчани се користи како алтернативно. Сепак, оваа инфраструктура
не е доволна за да се привлечат посетителите, спортистите и обители на авантуристички активен туризам. Не смеете само да се фокусирате на параглайдингот, измарството, туку мора да подготвувате и други содржини кои што спаѓаат во тој активен туризам, а ќе одговорат на потребите на тие активни туристи. Знаете, тие воденовите кога нема летање, тие повторно сакаат да прават нешто активно, бидејќи се таков тип на луѓе, таков тип на туристи, па нив им треба планинарење, велосипедизам, искачување на карпи и слични содржини со кои што би го исполниле слободното време. Така ние во рамки на проектот за локална и регионална конкурентност, финансиран од Европска унија, администриран од Светска банка, имплементиран од општината, владата на Република Северна Македонија и канцеларијата на претходно именуваниот проект, 42 километри велосипедски патеки во рамки на тој планински велосипедизам, поставување на карпи за искачување, реконструкција и целосно опремување на спортската сала, со тоа што се овозможуваат содржини за параглайдеристите. Исто така во соработка со многу приватни субјекти се работи на дополнително опремување и оспособување на велосипедски патеки, авантуристички паркови и исто така со самото тоа како што се подобрува овој тип на инфраструктура, се организираат многу настани на отворено, како Уенин Крушево низ Корија, кои што вклучуваат планинарење, велосипедски туризам, трки во трчање околу Крушевското езеро, како искуства со кајак и слично. Еден од очекуваните резултати од развојот на овој тип на туризам е и потикнувањето на локалниот економски развој. Има зголемување на сместувачките капацитети, па и во минатата 2020 година, кога сместувачките и угостителските капацитети беа затворени, голем број граѓани инвестирале во нивно проширување и реновирање. Луѓето веќе размислуваат долгорочно за овој вид на туризам и тука го пронаоѓаат своето место. Има нови ресторани, нови пицерии. Поставени се 5 сувенирници наменети за граѓаните кои што имаат и продаваат рачни изработки. Значи за нечиството и тие неколку граѓани, неколку здруженија, граѓани самостојни кои што работат на уникатни изработки кои што се за нас како град, како општина уникатни, се наше богатство. И ние тоа и без овие проекти претходно ги промовиравме и сме во постојана комуникација со цел да им овозможиме, да им помогнеме во нивната екзистенција за да можат да опстојат, затоа што од тоа не само тие како семејства или како правни или физички субјекти лица да имат бенефит, туку целиот град, целата општина има бенефит од тоа. Интересот за параглайдерство во Крушево, зголемувањето на бројот на меѓународни надпревари, се повеќе го привлекува вниманието и на локалното население, пред се младите луѓе, да започнат и тие една ваква авантура. Меѓутоа, тоа оди малку потешко, со оглед на фактот што станува збор за скап туризам. Во градот има параглайдерски клуб Крушево. Малку е тешко да инвестираат самите и да почнат да го практикуваат овој спорт, но клубот според она комуникација која што имаме бележи зголемување на бројот на членови, на луѓе кои што сакаат пред се да го пробаат тоа искуство. Нели се нудат услови како тандем параглайдинг кој што е на услугите од кои што локалниот клуб обезбедува своја екзистенција. Не само по своето славно минато, со златни букви испишани во македонската историја, не само како роден град на нашата музичка легенда Тоше Проески, Крушево полека, но сигурно станува и светска дестинација на авантуристичкиот активен туризам. Височините повикуваат. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk